Сипаниците кај овците продолжуваат да се шират, а сточарите бараат итна реакција од државата. Од Сојузот на одгледувачи на овци велат дека досега се уништени околу 50 стада, односно меѓу 7.000 и 10.000 грла. Секој ден има убиени овци, секој ден се уништат големи стади. Бараме од влада за што побрзо да најдат решение со ова болеста, да набават вакцина и таа вакцина да се испита дали е конкретна за ова болеста. Неизвестноста ги тера дел од сточарите сами да бараат решение. Джема или вели дека има одгледувачи кои приватно набавуваат вакцини. Па ги носат сами, се организираат сточарите. И ова е некој проблем, понатаму ќе ни биде проблем, пошто не се советни сточарите што последици има од тоа. Затоа треба ветеринарните станици да ги советат, да излагат јавно и да кажат што понатаму. Сточарите да не набавуваат вакцини сами, вели директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Обезбедена била донација од Турција и вакцини ќе стигнале деновиве. Ние веќе пративме допис уште претходнава недела во соработка со турскава амбасада, тоа што една од вакцините кои што е безбедна и одговара, очекуваме 500.000 вакцини да бидат стигнати. Од Министерството за земјоделие пак појаснуваат дека самостојното набавување и применување вакцина на сопствен трошок и без претходно одобрение од агенцијата ќе биде санкционирано согласно важечките прописи. Во таков случај сопственикот нема да има право на компензација за заболените животни, ниту на обештетување за животните одземени заради сузбивање и искоренување на болеста. Покрај вакцинацијата, сточарите бараат и реално обештетување за уништените стада. Што правиме со расните овци, кои што пазарната цена им е 5 пати повисока од она што они ќе придонесат како обештетување. И каде се делот од субвенции, тие овци не ги изгубиле они од што сакале, се случила болеста, дали ќе земат субвенции за оваа година. Уништувањето на стадата не е решение, велат сточарите, бидејќи од овците живеат со генерации. Да станеш ти са бајле од спање и да гледаш цело стадо ти е болно, што живееш од тие и да не знаеш што да правиш, ово е нешто жално. Ние живееме од тие овци, да речеме јас од мајка ми, од татко ми, до сега сме со тие овци. И сега решението да биде да ни ги убијат, тоа не е решение. За нас тоа не е решение, тоа е за нас, не знам како да кажам, тоа е катастрофа за нас. Решение ни нудат нас дека ќе ни се убијат овците. Па ние од тие овци живееме цела фамилија. Што ќе правиме ние? И да ни ги обештетат за ова, за срамотни за 100 денара по кило. Инакува Македонија има околу 300.000 овци. Мартин Арсов, Сител телевизија.